Здраво и добро дојдовте уште едно видео каде што ќе збориме за органогенеза на растенија во инвитро услови. Ајде првим да видиме што е тоа тотипотентност. Тотипотентност всушност представува способноста на растителните клетки да се дедиференцираат во инвитро услови, да се делат и да регенерираат одредени органи, ембриони или пак цели растенија. Или кратко ако би го сумирале, тоа е способноста на растенијата да од една клетка добиеш цело растение. Значи, растенијата имаат таква способност која нарекуваме тотипотентност. Сега, ние во инвитро култура, кога обично го правиме овој процес, ние викаме дека го регенерираме растенијето. И ние, нели, можеме да започнеме од клетка, која можеме да добиеме, нели, од суспензија или протопласти, можеме да започнеме од ткиво или пак од орган. Така, и од нив, преку процес на регенерација, можеме да добиеме цели растенија. Сега, колкав е капацитетот на регенерација зависи нормално од растение до растение. Некои растенија имаат поголема способност за регенерација, некои имаат помала. Обично, например, помладите растенија имаат поголема способност, додека постарите имаат пониска. Значи, има разлики. Исто така, многу е битно каква се фитохормоните во садот во кој ги одгледуваме растенијата, односно во подлогата. Значи, зависи од видот на растенијето, односно од генотипот на растенијето, зависи од староста на растенијето и од фитохормоните во подлогата. Главно се користат ауксини, ако сакаме, например, да регенерираме корен, се користат цитокинини, ако сакаме да формираме пупки, односно изданоци, и гиберелини, ако сакаме да издолжиме одредени растенија. Во ред, тоа значи беше некој краток вовед за тотипотентност, односно за регенерација на растенија. Сега, органогенезата опфаќа да од едно растително ткиво кое е диференцирано, тоа да се додиференцира и да образува меристемски центри, од кои ќе добиеме деново изданоци. Значи, имаме растително ткиво, тоа може биде и растителен орган, така, кој ќе диференцира и образува меристемски центри, така, например, тука вака ќе образува меристемски центар, и од тој меристемски центар да добиеме деново изданоци. Така, изданоци, корени, репродуктивни органи и слично. Во ред? Сега, можеме да разликуваме два вида на органогенеза. Разликуваме директна и индиректна. Кога имаме директна органогенеза, зачетоците на новите органи се формираат на клетките од трајните ткива, каде што имаме диференцирање, образување на меристемски ткива и после образување на новите органи. Додека кај индиректна, првично на оригиналните клетки се развива калус, па на тој калус се развиваат меристемски центри, па таму се развива новиот орган. Значи, првично имаме процес на дедиференцијација за да добиеме калус, бидејќи нели имаме ткиво, тоа се дедиференцира, од кој ќе се дедиференцира се добива калус на тоа место, и после кога ќе се добие калус, се добива меристемски центар во тој калус, па се добива нов орган од него. И тоа е индиректно. Така, и главно се што збориме во инвитро, ако збориме дека произлегува од калус, е индиректно. Значи, ова се фазите на органогенеза. Првата фаза е стекнување на компетенција, односно на компетентност. Што значи тоа? Например, некој ако ти рече дали си ти компетентен да завршиш одредена обврска, се мисли дали си ти способен да завршиш одредена обврска. Во контекст на инвитро култура, тоа значи дека клетките од почетниот експлантант треба да стават компетентни, односно способни да одговорат на индуктивни стимулатори, односно на екзогените фитохормони во подлогата. Така, значи, си имаш клетки од примарен експлантант и они треба да станат способни да одговорат на фитохормоните. Во ред, бидејќи, например, ти ако земеш онма некој растение и му аплицираш фитохормони, нема многу да се случи. Значи, они треба да првично да станат способни да одговорат, да станат компетентни. Например, ако земеме овдека еден лист и направиме некаде повреда, например, овде вака направиме повреда, тука ќе почне да се формира калус. Океј, ќе би изложен одредени фитохормони и со тек на време ќе се развие калус. И ќе бидат потребни, односно ќе биде потребно даден временски период пред клеткиве на калусот да станат компетентни. Тие прилично брзо стануваат компетентни, нивната компетентност трае околу 7 до 10 дена. Значи, во тие 7 до 10 дена, тие можат да одговорат на фитохормони
и да развијат органи од нив, индиректно. Но, од кога ќе биде компетентен и ќе одговори на стимулот, тој треба да одреди, односно да детерминира кон што ќе се насочи. Така, значи детерминација е сега следната фаза, односно насочување. Овие клетки од калусот, така, сега биле компетентни, одговориле на фитохормоните и сега треба да се насочат кон што ќе формираат. Односно треба да се одреди правецот на клеточна диференцијација. Во ред. И за некое време, од прилика 10 дена, ќе почне да се формираат меристемоиди, од кои понатаму, преку процес, доаѓа наредната фаза на диференцијација, од нив, од тие клетки ќе се формираат примордии. Во ред. Примордиите настануваат од група на клетки, и овдека значи ќе се формираат примордии. Така, ќе бележам примордија, од кој понатаму ќе произлезат растителните органи. Во ред. Значи од овие примордии после ќе се добијат органи. Значи тоа се трите фази. Првично треба да бидат способни да одговорат на фитохормон. Кога ќе одговорат на фитохормон, треба да се насочат кон што ќе се диференцираат, кога ќе се насочат, ќе формираат вакви примордии, кои се всушност зачетоци на органи. Во ред. Сега ќе разгледаме некои фактори кои влијаат врз регулација на органогенезата. Прв е изборот на експлантант што ќе го користиме за да индуцираме органогенеза. Зависи од физиолошката, односно онтогенетската старост на органите, така, односно на експлантантот кој си го изолирал, годишното време во кое си го изолирал експлантантот, така, значи е исто дали од зима или во лето, квалитетот на растенијето донатор, дали тоа е старо, младо, дали е разболено, дали е здраво растение. И најчести експлантанти кои користиме се корен, лист, цветови, котиледони, хипокотиледони, ембриони од семе и други видови на изданоци. Наредно нешто што влијае врз органогенезата е изборот на хранливата подлога. Главно дека се наброени работи кои ги дискутиравме во видеото за состав на хранлива подлога, но сепак ќе ги спомнеме. Значи хранливата подлога треба да има соодветни неоргански соли, зависно кој орган сакаме да го индуцираме. pH интересно треба да е околу 5 до 6. И ова е оптимално за индуцирање на органогенеза. И некојаш, ако е например околу 4, може ќе се индуцира органогенеза, али нема да иде до крај, и затоа отприлика 5 до 6 е најоптимално. Извор на јаглерод, сахароза, како стандардна хранлива подлога, органски соединенија за извор на азот, во ред, витамини, регулатори на раст, повторно, значи фитохормоните се многу битни, зависно кои фитохормони ќе ставиме, можеме да индуцираме различна органогенеза. И некои природни органски комплекси, некој се додава кокосово млеко и така натаму. Во ред. Но, интересно е дека при органогенеза, освен ова составот на хранливата подлога, влијае и агрегатната состојба на хранливата подлога. Односно, некои ткива сакаат, односно за да се индуцира органогенеза, потребно е хранливата подлога да биде во цврста агрегатна состојба, односно да биде со агар, така како овдека што имаме. Но некои сакаат да бидат на течна хранлива подлога. Некои можат на двете да индуцираат органогенеза, не е битно. Некои пак првично мора да започнат на цврста, па да бидат субкултивирани на течна за да започнат органогенеза. Значи има многу опции, така, зависно од растението, зависно од експлантантот и така натаму. Значи и тоа треба да се земе во предвид. Сега ќе спомнеме некои физички фактори од кои зависи органогенезата и двата најважни фактори се всушност светлината и температурата. Светлината нормално тука можеме да манипулираме со интензитетот на светлина, брановата должина која користиме, време траењето на изложеност и така натаму. Тоека температурата треба да држиме околу 25 плюс минус 1 степен Целзиусов. Но битна е и влажноста, иако многу често се заборава, бидејќи кај некои култури, така кај некои експлантанти кои сакаме да извршиме органогенеза, многу е битна влажноста. Например, ако влажноста, релативната влажност на цврстата агарна подлога е од 45 на 98 отиде, тоа предизвикува инхибиција на формирање на цветни пупки. Така што ако сакаш да формираш цветни пупки, не смее да биде 98% релативна влажност. Во ред. Значи, тоа треба да се запази, зависно каква од типот на органогенезата која сакаме да постигнеме. Така, зависно кој орган сакаш да го добиеш, треба да имаш соодветна влажност. Повторно, исто пак зависи кој растение го имаш, кој експлантант, и така натаму.
Значи нема како еден правилник кај што можеш, ова ми треба, ова ми треба. Едноставно мора да се направат експерименти или да прочиташ од литература кои услови се оптимални за да постигнеш тоа што сакаш да го постигнеш. Или можеби никој никогаш не ни тестирал, така што ти ги беше првиот кој ќе тестираш. Во ред. Наредни се регулатори на растот. Ајде да видиме како влијаат регулаторите на раст врз процесот на органогенеза. Повторно, многу е битен соодносот на фитохормони, односно соодносот на ауксини наспрема цитокинини наспрема гиберелини. Главно, ауксините стимулираат, односно индуцираат формирање на корен, цитокинините правеа апикална инхибиција, така, затоа повеќе се разгрануваше и добивавме повеќе изданоци, додека гиберелините инхибираат формирање на органи. Тоа значи дека е многу глупо на почеток да ставиш гиберелини, бидејќи ние збориме за органогенеза, а они инхибираат формирање на органи, така што ќе се речеш зашто воопшто би ставили гиберелини. И не се ставаат на почеток, него се ставаат од кога веќе ќе имаме примордии. Односно, ако се навратиме на почеток на видеото, нели зборевме, од меристемоидите ќе се формираат примордии, во ред, а од тие примордии ќе настанат органи. Значи, од кога ќе имаме примордии, во тој случај веќе може да се стават гиберелини, кои ќе служат тогаш за издолжување на различните изданоци. Некогаш се додава и АБА, односно абсцисинска киселина, но зависно сепак од растенијето, абсцисинска киселина, например, предизвикува создавање на адвентивни пупки кај некои листни експлантанти, поточно кај бегонијата, додека ако ја користиме абсцисинска киселина кај листови од домат, во тој случај нема да имаме создавање на изданоци. Повторно, треба многу експериментирање. Значи, кај едно растение прави изданоци, кај друго не прави изданоци. Нема правило дека секогаш мора. Вред. И уште едно нешто што главно се следи при процесот на органогенеза и воопшто во култура инвитро, да на почеток се започне со голема концентрација на фитохормони, но после неколку субкултивирања, вака ќе бележам како со стрелки, се ставаат се помалку и помалку фитохормони. За на крај веќе да биде независно од фитохормони, така да си има собствена ендогена продукција растенијето. Значи, како во секое видео до сега скоро, овие регулатори на раст, односно фитохормони, се многу од голема помош, но не постои универзален правилник за сите растенија дека овој хормон вака действува во таа концентрација врз овој експлантант и така натаму. Значи, имам огромен број на варијации кои можеш да ги правиш, така која концентрација која ставиш, кој сооднос ќе оставиш, на кој експлантант го правиш, на што сакаш да постигнеш, од кое растение, односно видот на растението, на каква подлога си, какви се другите фактори и така натаму и така натаму. Значи, неверојатно голем број на варијации, така што не можеш да знаеш се, едноставно има протоколи, се ги читаш или пак ти си првиот кој пробува. Во ред, да видиме сега на микроскопско ниво како всушност се одвива органогенезата. Првично во експлантантот имаме вакви меристемски центри или пак меристемоиди кои се нарекуваат, кои што се состојат од клетки кои ќе започнат интензивно да се делат. Во ред, и овие клетки имаат големо јадро, имаат густа цитоплазма и мала вакуола. Како што се делат, они ги потикнуваат клетките околу нив, исто така да се делат. Во ред, така што од оваа централна зона, како што идеме кон надвор, клетките се помалце и помалце се митотски активни. Значи, овие се најмногу митотски активни, овие протоколоидите се помалце и овие бледо-виолетовите се најмалку митотски активни. Во ред. Сега, со тек на време, со делба на овие клетки, ќе настане примордија. Во ред. Значи, со тек на време дека ќе настане како примордија целото, така кој е всушност примордијата е зачеток на деново органи. Така, значи од оваа примордија понатаму нели ќе се развијат органи како што видовме на почеток, кај беше тоа. Ево. Од примордиите ќе се развијат органи. Значи, така ќе се формира тоа. Ќе збориме малку за поларност. Интересно е дека ако поларноста се појави во групирани меристемски клетки како целина, значи во многу клетки ако се појави, во тој случај ќе добиваме деново органи и ова ќе биде униполарно. Во ред, значи ќе расте само во една насока. Океј. Додека ако се појави само во поединечни клетки, така значи некако група на клетки, него само неколку клетки, и ова е кај соматските ембриони, имаме биполарно растење, односно ќе расте истовремено и изданок и корен. Во ред, значи не расте прво едното по другото, него истовремено растат.
Во ред. Сега уште нешто друго интересно физиолошки, да го спомнеме од аспект на органогенеза, е дека клеткиве, нели кои ги разгледавме во меристемските центри, односно меристемоидите, пред да ги формираат овие меристемски центри, значи пред ова да се случи, тие почнуваат да акумулираат скроб. Така, значи, авде дека вака ќе нацртаме некои клетки кои се уште немаат образувано меристемски центар. Така, они почнуваат да акумулираат скроб. Исто така акумулираат и протеини и масти. Во ред, почнуваат да ги акумулираат за да кога ќе формираат меристемоиди да ги искористат. Бидејќи овој интензивен растов дека што го гледаме бара многу енергија. Ова бара многу енергија. Затоа они првично акумулираат скроб и после кога ќе започне така делбата, бидејќи има гиберлини на почетокот кога започнува органогенезата, има поголема активност на амилазата, се разградува нели скробот и добиваме повеќе енергија. Значи акумулираат скроб, имаме овдека активност на вакво на гиберлини, значи да, ГА ќе бележиме, каде што всушност се зголемува создавањето на амилаза и се искористува тој скроб и имаме интензивен раст. Исто така се зголемува многу синтезата ДНА, на РНА, на други протеини кои се потребни за органогенеза. И забележено е дека постојат некои протеини, ќе бележиме со сина боја, со големи точки, кои што се присутни само во меристемските центри каде што имаме органогенеза. Во ред, и тие најверојатно се многу битни за самиот процес на органогенеза, а не се застапени во други процеси. И од ова може да се потикне едно интересно прашање. Како всушност се одлучува каде ќе се формира меристемоидот? И не се знае целосната приказна, значи не се знаат сите молекуларни механизми на органогенеза, но се претпоставува дека е главно поврзано со какви се концентрациите, односно концентрацијскиот градиент на компонентите кои се наоѓаат во хранливиот медиум. Например, тука имало можеби повеќе фитохормони екзогени. И затоа тука се формирало нели меристемоиди. Но не се разбира се потполно, во ред, ама се знае дека се прима некаков си специфичен сигнал кој индуцира формирање на меристемоид на даденото место. Бидејќи паренхимските клетки кои се наоѓаат овде се дедиференцираат, али ова не е како дедиференцирање, како калус дедиференцирање, али се дедиференцираат и ги формираат овие меристемоиди. Значи од вакви палисадни всушност стануваат како вакви мали клетки кои се изодиаметрични, со густа цитоплазма, големо јадро и така натаму. Исто овде има многу битни клеточни интеракции измеѓу сите овие клетки, како стимулираат наредните да се делат. Нели реков дека наредните зони се делат поттикнати од претходните. Во ред, како го поттикнуваат тоа? И тоа е главно поврзано, како они се поврзани преку плазмодезми, па праќаат сигнални молекули и така натаму. Али повторно споменувам, не се знае целата приказна, значи не се знаат сите молекуларни механизми кои се позади органогенеза. Али знаеме дека функционира. Така што тоа е тоа. Во ред. Тоа беше се за овој видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.